Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Бред Пит и Анджелина Джоли ќе се венчаат во мај, во исто време кога е закажана и венчавката на Дженифер Анистон. Имено Бред Пит минатиот месец извадил дозвола за венчавка која трае 3 месеци, па според тоа парот мора да се венча до крајот на месецот мај. Тој и Анджелина сакаат венчавката да се одржи во Франција после филмскиот фестивал во Кан, од прилика баш кога планира да стапи во брак и бившата сопруга на актерот Дженифер Анистон. Извор близок до актерите изјавил дека доколку нивните венчавки на вистина бидат блиску со датумите, Дженифер ќе помисли дека Бред и Анджелина сакаат да ја засенат, но може и да настане битка за гостите бидејќи тие имаат доста заеднички пријатели. На 13 април хрватската пејачка Северина Вучковик во арената Борис Трајковски во Скопје повикува на одлична забава која долго ќе се памети. Концертот е замислен како продолжување на бајката од студиото и е концептиран како контраст помеѓу доброто и злото, светлината и темнината. Северина веќе работи на пробите за концертот во Љубљана и Риека и нестрпливо го чека датумот за дружење со македонската публика, која ја оставила силен впечаток од претходниот концерт. Публиката на овој концерт ќе присуствува и на представа и на концерт, спој од повеќе вида на уметности преку кој Северина ќе овозможи незаборавни мигови. Со секоја купена влезница за нејзиниот концерт добивате и подарок новиот албум Добродошол и клуб. Новиот филм на Бас Лурман The Great Gatsby ќе го отвори 66-тиот филмски фестивал во Кан. Оваа одлука на организаторите е малку невообичаена, поради фактот што филмот ќе ја има светската премиера 5 дена порано во Соединетите Американски држави. Филмот нема да се прикажува во официјална конкуренција. Инаку фестивалот ќе трае 12 дена, односно од 15 до 26 мај. Председател на жирито оваа година е легендарниот режисер Стивен Спилберг. Главните улоги во филмот ги толкуваат Леонардо Ди Каприо, Кери Милиган, Тоби Мегвер, Джоел Еджертон и Исла Фишер. Приказната, која е базирана на познатиот роман на Ф. Скот Фиџерланд, го прати Ник Каравеј, доселеник од Средниот Запад, кој го запознава гламорот на аристократскиот свет на Њујорк преку неговиот сосед Джейк Гепси. Актерката и пејачка Дженифер Лав Хјуит размислува да ги осигури своите гради, кои многумина ги имаат оценето како најдобри гради помеѓу актерките. Кога некој би ми понудил да ги осигурам градите, понудата не би ја одбила. Ми се допаѓа таа идеја, изјавила 34 годишната актерка Дженифер Лав Хјуит. Таа додала и дека нејзините гради вредат околу $5 милиони. Актерката во шоуто USA Today открила дека во приватниот живот долна облека воопшто не носи. На линијата внимава со редовни тренинзи, а оди и на јога и на танцување. Меѓу звездите кои веќе имаат осигурано некој дел од телото се и Дженифер Лопес и Хајди Клум. Задникот на Джей Ло бил проценет на $27 милиони, а нозете на Клум на $2,2 милиони. Градите веќе ги има осигурано и Доли Партон, а истите вредат $300,000. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.